civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Добар ден, се најавуваме уште во рамки на конференцијата Перспективи 2022. Продолжуваме со панел дискусиите кои што ги организира Цивил. Денешната панел дискусија е најавена по малите етнички заедници помеѓу статистиката и политиката. Тема на денешната панел дискусија е каде се наоѓаат помалите етнички заедници во однос на пописот. Се добива впечаток дека пописот всушност се водеше за двете најпоголеми етнички заедници, а помалите етнички заедници се добива впечаток како да беа некако занемарени. Токму затоа денес со нас ќе бидат Суат Скендери од Ромалитико, Аделаид Каришик од Бошњачки истражувачки центар Скопје и господинот Добре Митрев, председател на граѓанското здружение Македонско-бугарско пријателство. Па да не должиме многу, бидејќи господинот Добре е и на пат како што ни најави, но ќе има кратко време да се вклучи, да го даде неговото размислување и став околу тоа како се спроведе, кои беа предизвиците и кои се перспективите на пописот на населението 2021. Доколку се слушаме со господинот Добре, би можел да се вклучи. Господинот Добре веројатно изгуби конекција. Во тој случај ќе му посакаме добро дојде и на Аделаид Карашик. Дали се слушаме, Аделаид? Да, се слушаме. Дали вие мене ме слушате? Да. Па повели, кажи ни вие водевте една кампања околу тоа битно е бити бошњакиња. Зошто беше битно да водите една таква кампања за спроведување на пописот? Па видите, бошњаците се една од ретките заедници на која во почетокот на минатиот век со декрет им е укинато правото на национално изјаснување и правото на мајчин јазик. Така да после тоа помина еден временски период од некои 90-100 години, каде што бошњаците немаа право да се изјаснуваат онака како што се чувствуваат, туку секогаш им биле наметнувани некои називи, како што се во прво време дали срби со муслиманска вероисповест или хрвати со муслиманска исповест, а потоа за време на Југославија и како муслимани со големо М. Значи, верската назнака на еден народ беше користена како нивна национална ознака и така да од таа причина ние бидејќи имаме последици и денеска заради тие работи што се случувале во минатото, беше битно за нас како народ да настапиме со оваа кампања, бидејќи се уште има конфузија во народот во поглед на националното изјаснување, намерна, ненамерна и слично, така да ни беше потребна оваа кампања, битно е бити бошњак бошњаки. Каде све ја спроведовте оваа кампања? Колку луѓе, населени места беа опфатени? Како се одвиваше, како се спроведуваше сето тоа? Па пред се ние направивме едно координативно тело за пописот 2021 година, каде што членуваа сите невладини бошњачки заедници. Да не ги набројувам сега сите организации кои учествуваа, меѓутоа дефинитивно сите познати бошњачки организации кои делуваат во Република Северна Македонија беа вклучени во координативното тело и во неговата работа. Со тоа што земавме пример од пописот во Босна и Херцеговина, каде што невладиниот сектор ја правеше таа кампања, за да кампањата не биде, да кажеме,
да кажеме, вплеткана во тие дневно политички теми, туку да биде само за пописот. Секако добивме и политичка и институционална поддршка од чинителите во нашето општество кои припаѓаат на бошњачката заедница. И на првиот да кажеме тајминг за пописот што беше во април, ние почнавме со кампања и почнавме со посета на населените места каде што живеат бошњаците. Тоа се 6 до 7 општини, значи градот Скопје и скопските општини, значи општина Студеничани, Батинци, општина Велес, општина Долнени, и одржавме трибини во тие места. Почнавме со Коњаре, општина Петровец, и со Љубин, општина Сарај. Меѓутоа, и поради пандемијата, поради рестриктивните мерки, но и подоцна поради откажувањето на првиот тајминг за пописот, застанавме тука со таа физичка присутност во местата. Одвивавме само онлайн кампањи, имавме и 2 настани организирани. Првиот беше со високи представници од политичкиот живот од бошњачката етничка заедница во Република Косово. Вториот беше со представници на фондацијата Али Изетбеговиќ од Босна. Они ни ги пренесоа искуствата од пописот што се одвиваше во Босна. Ние им пренесовме искуства на представниците од Косово за нашиот попис, бидејќи чинам дека и нив таму ги чека пописи, така да можам да кажам дека направивме една солидна кампања во однос на условите кои беа моментално. Но сметате дека имаше потреба од таква кампања сепак? Да, дефинитивно имаше потреба, бидејќи бројките на пописот од 90-та наваму, значи од кога е формирана независна држава, кажуваат дека со националното освестување имаме на секој попис имаме помал број на муслимани со големо М, а поголем број на бошњаци, така да сметаме дека беше потребна оваа кампања. Да преминеме на вториот дел, како се спроведе пописот на терен? Вака, ние како координативно тело немавме многу влијание на тоа да учествуваме директно на терен, бидејќи пописот го спроведуваше Заводот за статистика, они беа надлежни за тоа. Ние имавме само да кажеме консултантска или таква улога. Меѓутоа бевме во контакт со попишувачите од пописните региони од бошњачката заедница. Они не информираа за тоа како се одвивал пописот на терен. Можеме, ако сакате, со добре да почнете, па после. Да, би бил благодарен за да продолжиме, пошто многу му е слаба конекцијата на господинот. Па ќе продолжиме ние повторно. Добар ден, господине, добре, дали се слушаме? Добар ден, се слушаме и ќе извините уште еднаш, пошто ми е слаба врската, јас сум во кола и патувам. Фала ви многу пред се за тоа што прифативте да бидете дел од оваа панел дискусија, затоа нема да одзимаме многу време заради вашата конекција. Би ви дал збор како се одвиваше процесот на пописот, кои беа предизвиците и кои се перспективите за 2021? Пописот се одвиваше така како што се одвиваше, сите знаеме. Јас би рекол тоа беше обид да се направи попис, а не попис, да се задоволат 20 лидери на политичката партија. Проблеми во попишувањето секако дека имаше, тоа сето ќе биде изнесено после резултатите, нели кога ќе ги видиме кои се резултатите од пописот.
еден проблем што се случуваше со попишувањето. Кога попишувачите оделе кај нели во куќите да прашат и луѓето се изјаснуваат како бугари. Тие им барале дали имаат пасош или лична карта. Тоа ли е основот да се попише човек бугарин? Дали има пасош и лична карта? Дали барале лични карти и некои што се пишеле албанци, турци или роми, било што, за да барат државјанство од тие? Не знам, тоа беше фарса од попис спрема мене, не е попис. Не знам дали е таму, пошто по-касно се вклучувам во дискусијата, не знам дали е таму господин Оцимовски. Бев информиран дека ќе биде он гостин, да го прашам како тој ќе одговори на тоа прашање. Сметате дека се обесправени етничките бугари во Македонија да се попишат како бугари? Да, тоа го тврдам одговорно, дека се обесправени. Кога некој се изјаснува како бугарин, а ти не му даваш да видиш што си го запишал, или му бараш пасош и лична карта, што е тоа? Нели е обесправеност? Според вас колку... Може ли некој да ми каже мене како јас ќе се попишам, а при тоа да ми бара документ за тоа? Јас можам да се пишам било што, така? Јас се пишам бугарин, не мора да имам лична карта и пасош. Јас имам, ама што ако немам? А сакам да се пишам тоа. Ме разбирате? Според вас на колку луѓе им беше обесправено правото да се попишат како што се смета? Ние како здружение добивавме многу повици. Значи тоа сето си е нотирано, имаме записници, тоа ќе го кажеме после резултатите. Ние имаме направено веќе подготвени списоци, имаме и луѓе кои тоа ќе го потврдат дека е така. Се работи за стотици и илјадници луѓе. Значи, одиме со документи за луѓе што сакале да се попишат како бугари, а тоа не му е овозможено. Зошто мислите дека тоа се случува? Зошто им беше обесправено нивното право? И отприлика за каква бројка се работи? За стотици луѓе или илјадници? Или поединци? Повеќе од стотици луѓе, може би илјадници. Да, има тоа. Кој се например, продолжете, извинете. Не ве слушнав, извинете. Продолжете, ве прекинав. Сето тоа ќе испадне нели со документи, со подписи, со луѓе што се обесправени. За се едно ќе има запис. Нема да биде тоа паушално само да се каже на тој му е овозможено, не му е дадено право да се пише како бугарин. Тоа ќе биде аргументирано со документи, со луѓе подпишани за тоа. Дали ќе го признаете пописот, бројката, статистиката, крајниот резултат? Јас лично мислам, ви кажав и на почетокот, за мене пописот беше само формалност, колкото се задоволат потребите на 20 лидери кои сакаа по секоја цена да направат попис. Кои се перспективите? Што очекувате од како ќе излезат резултатите? Перспективите во Македонија се знаеме, нели? Јас не се надевам во Македонија, најверојатно двете етнички заедници се борат да докажат која е подоминантна во државата, друго ништо. Зошто е тоа така? Дали ќе мора бројката да биде
предуслов за некакви права да добива За мене бројката не е предуслов. За мене и еден човек да е треба да има основно човечко право. И еден да е. За мене бројката не значи ништо. Него поголемите етнички заедници се борат за бројки, за да добијат некакви си права по квоти таму како што работат и до сега. Иначе за мене бројката не представува ништо. Бројката е бројка. Секој еден човек што живее во нашата држава треба да го има основното човечко индивидуално право. Која е вашата препорака до надлежните? Која е вашата препорака до надлежните? Дали се слушаме? Изгледа повторно снимавме конекција. Во ред, доколку повторно има конекција господинот Добре, може ако во текот на дебатата може повторно да се вклучи. Дали може повторно сега да го добиеме господинот Аделаид? Може да. Продолжете, ве прекинавме во моментот кои беа предизвиците за време на пописот додека се спроведуваше? Па ние и пред да почне пописот, како координативно тело во владата одржавме состанок со представници на Државниот завод за статистика, каде што, да кажеме, имавме уверување од нивна страна дека нема да има проблеми технички и слично. На почетокот на пописот доживеавме малку непријатности, повторно беше повторена грешката од пописот 2002, чинам, кога беше последниот валиден попис. Повторно јазикот беше именуван како бошњачки, а требаше босански, меѓутоа таа грешка беше исправена во брзо време. Она што од проблеми и предизвици на терен што се соочувале попишувачите, ние според наши информации проблемите биле од техничка природа, најмногу од техничка природа, бидејќи пописот се одвиваше, да кажеме, електронски, секој попишувач имал лаптоп и не знам што, па не можел да влезе во апликацијата, па немал интернет, па во тешко достапни места не знам како се одвивало тоа. Меѓутоа ги немавме овие проблеми што претходно господинот Добре ги наброја, но од друга страна добивме, да кажеме, поплака од наши сограѓани од бошњачката заедница дека доста луѓе останале непопишани. Значи или воопшто не бил, поготово во градските средини каде што луѓето работат, например од 8 до 4, попишувачот ќе дојде, дали ќе остави бројче или нема да остави, како го остава тоа бројче, не имаше тука некои забуни, па луѓето мораа сами да ги бараат попишувачите или да одат во општина сами да се попишат. Меѓутоа знаеме дека доста луѓе останале непопишани, но се надеваме, бидејќи од Државниот завод за статистика излегува и кажа дека тие што останале непопишани дека ќе ги пребаруваат преку други бази на податоци, дали од Фонд за здравство, пензиско, не знам како сега они како тоа ќе го прават, ќе вкрстуваат. Да, вкрстување, и се надеваме дека тоа ќе биде решено. Она што ние сме задоволни е тоа што конечно се одржа некаков попис. Бројките ќе кажат тоа што ќе кажат, меѓутоа ние не треба многу да се базираме на бројките, туку треба да спрема тие бројки од пописот да ги базираме политиките на државно ниво, на краток, среден и долг рок, бидејќи без попис не можеме тоа да го направиме. И имаме и освен правата како заедници, имаме исто и други проблеми, инфраструктурни и сите други проблеми со кои се соочуваат и останатите граѓани на државата.
Така, дали се соочивте со некој бојкот, затоа што имаше силна кампања од одредени политички структури да се бојкотира тој попис? Воедно сакам да им нагласам и да потенцирам и до гледачите дека една од политичките партии беше поканета која што отворено бојкотираше и повикуваше, дури во едно интервју се спомна дека како триумфално дека попишувачите се дигани на клоци кога ќе стигнат на одредени луѓе, домаќинства кои што бојкотираа таков попис. Дали се соочивте со таков бојкот, односно таква политичка кампања? Не, бошњачката заедница не учествуваше и не сака да учествува во такви кампањи, бидејќи тоа е за држава која 20 години немала попис е штетно да се учествува во било каква кампања за бојкот. Ние мораме да имаме бројки пред се, како што реков, и заради сите други политики што треба да ги спроведуваме. Кај нас, за жал, дневно политичките случувања наметнуваат такво темпо, да кажеме, и затоа го имавме тој момент, бидејќи најверојатно на некои бројките за тоа колку македонци, албанци и останати има во државата, меѓутоа ние како заедница пред се сакавме да видиме колку луѓе има во државата, каде ги има, каде се распоредени, што им треба, со какво образование, каде живеат и слично, па потоа на крај и бројките спрема национална припадност, според кои бројки за жал подоцна ќе се распределуваат права, меѓутоа ние ако навистина сакаме едно општество за сите, тие бројки полека треба да ги ставаме во втор план, а квалитетите да бидат во прв план. Кои се перспективите за 2022? Па пред се ние ќе чекаме да ги видиме резултатите од пописот и се надеваме не можеме да кажеме на успешни бројки, бидејќи се надеваме на точни и коректни бројки. Дали тоа ќе биде помалку или повеќе, не би требало да не засега, туку тие бројки ќе бидат индикатор за понатаму каде ни се движи државата, односно каде треба да се движи и каде ни се движела за овие 20 години додека сме немале попис. Но она што ние очекуваме е да добиеме релевантни бројки врз кои подоцна ќе градиме квалитетни политики за општеството. Ти благодарам, Аделаид. Добар ден, со нас е господинот Суат Скендери од Ромалитико, кој што во изминатиот период го наблюдува пописот, односно има и кампања кој што се викаше Горди Роми. Зошто баш токму таков назив ставивте во кампањата Горди Роми? Името на кампањата беше Горди Роми во слободна Република Северна Македонија. Затоа што во време на попис веќе знаеме дека важноста е голема, гордоста е исто така голема и дека треба во време на попис посебно во контекстот во кој што живееме да го изјасниме, посебно во време на попис, затоа што сета политика понатаму се креира според бројките и тоа веќе го знаеме наназад 30 години. Како се одвиваше кампањата? Што беше опфатено и зошто пред се мораше да се направи кампања за една, ајде да речеме, обична статистичка операција? Па видете, најпрво морам да не се согласам со тоа дека е обична статистичка операција, затоа што ако беше обична статистичка операција, немаше да се одложи за септември, туку ќе се одвиваше во текот на април, како што претходно беше договорено. Поради политичка одлука се одложи за септември. Тоа е еден факт кој што говори многу гласно дека не е обична статистичка операција.
Втората работа што сакам да истакнам е дека за помалите етнички заедници, посебно за ромите, ова е политичко прашање, а не само обична статистичка операција, затоа што фактите говорат на назад дека пописот всушност представува една алатка за поголемите етнички заедници, за еден вид на демографски инженеринг. Зошто велам демографски инженеринг? Баш поради тоа што по 2001 година, односно по рамковниот договор, сите политики се креирани според застапеноста на заедниците. Тоа кажува дека за ромите е политичко прашање, затоа што колку повеќе ве има, односно реалната бројка која што ве има, треба да бидете и застапени во државната, во јавната администрација, во другите установи. Значи, фактите исто така говорат дека наназад 91 и 94 година, кога се реорганизира пописот, покажува дека во рок од 3 до 4 години бројката на роми се намалува, односно 10.000, околу 8.500 роми ги нема. Значи, не е тоа заради емигрирањето во западноевропските земји? Она што ние како Аваја направивме една похолистична методологија за да го испитаме тоа. Фактите говорат дека 10.000 луѓе во рок од 3 години е речиси невозможно да излезат, а да нема траг, односно да не се знае дали излегле или се уште се тука. Истиот факт говори за бројките кои што ги естимираат интернационалните организации. Например, Советот на Европа во 2012 година покажува дека роми во Република Северна Македонија има 197.000 до 202.000, што во споредба со бројките што ги имаме официјални, тоа е навистина премногу, односно официјалните бројки се премали. Уште еден факт говори за истото. Значи, според податоците со кои што располагаме и кои што веќе ги направивме на терен, увидовме, значи и кампањата се водеше на таков начин, се водеше на начин за да се представи вистинската слика. Јас лично тврдам дека во Република Северна Македонија има минимум 100.000 роми. Тоа се 5%. Тврдам затоа што ова тврдење е базирано на факти. Еден од фактите е едукативниот систем. Во едукативниот систем имате, значи, од градинка до средно образование, со помош на податоците од јавен карактер, побаравме да видиме кој е просекот на ученици роми во образовниот систем од градинка до средно образование. Видовме дека просекот изнесува некаде околу 14.000 ученици, каде што тука не се додипломците и тука не се децата кои што не се во образовниот систем. Морам да те прекинам тука. Дали исто така знаеме, свесни сме колку другите етнички заедници го злоупотребуваат тој податок каде што во образовниот систем поради X бенефици или стипендии се запишуваат како роми, а потоа во пописот се запишуваат така како што се чувствуваат. Дали тој податок можеби токму тоа не се совпаѓаат тие вкрстување на податоците? Па тоа го видовме и во неуспешниот обид во 2011 за попис. И затоа сметам дека е демографски инженеринг, затоа што не се вклопија бројките како што политичките фактори очекуваат да се вклопат и затоа престана операцијата попис. Истото го тврдам и сега, затоа што во Аваја веќе се обраќаа луѓе кои што ни укажуваа на вакви злоупотреби. Да, кажете ми како се одвиваше процесот во текот на пописот, тие неколку дена? Дали наидовте на некакви предизвици, проблеми, некој не сакаше да попише, некој не сакаше да се попише? Имаше ли некакви проблеми во текот на пописот?
имаше премногу проблеми, од кои што можам да ви кажам на неколку проблеми кои што навистина се фрапирачки. Еден од проблемите беше во Гостивар лице попишувач собирал лични карти и ги сликал, а потоа дома си ги пополнувал податоците. Значи тоа се случи. Реагиравме на тоа, па потоа попишувачот беше суспензиран, потоа целиот тој реон повторно се попишуваше. Во тој реон живеат и албанци, и роми, и македонци. Значи тој реон беше таков. Истиот случај го имавме во Струмица. Во Струмица на одредено место каде што има продавница, во мало каде што живеат турци и роми, попишувач беше застанат и собираше лични карти со сликање и ги внесуваше податоците дома. Истиот случај го имавме и во Велес, каде што попишувачка заедно со агитатори, односно активисти на турската заедница влегуваше во домови на попис. Имаме примери во Радовиш, каде што се злоупотребуваше слободата на граѓанинот. Не мора да значи дека бил ром. Мислите се заплашува, притиска, има притисоци да се попишат? Да, тоа ни го пријавуваа нас, а ние тоа го пријавувавме во Државниот завод за статистика. Дали беше реагирано, можам со сигурност да ви кажам дека делимично. Делимично беше реагирано, а јас искрено сум запрепастен од тоа колку неодговорно се однесуваше Државниот завод за статистика, посебно во случаевите каде што алармиравме дека постојат проблеми. Како тоа после тоа, дали вие сега според сите овие забелешки имаше и во текот на пописот гледав дека некои иницијативи и барања за бојкот, дали имаше пред да заврши тој официјални денови за попис, дали ромите настапија на бојкот? Видете, многу лесно е да го бојкотираме. Многу е лесно. Ако го бојкотираме, сите ќе излезевме на улица и ќе кажеме, окей, го бојкотираме. Истото се случи во 1994 година, односно албанската заедница во Република Северна Македонија го бојкотираше пописот. За да разликата беше многу мала после 91-94. Без разлика. Зошто не го бојкотиравме? Затоа што сакавме да дадеме на дознање дека овој процес е процес кој што ние го поддржуваме, затоа што сакаме реалната бројка, односно реалната слика да се отслика. Не е целта да го бојкотираме процесот само заради тоа што постојат проблеми. Целта беше да ги посочиме тие проблеми за да се решат. Ние имавме ситуации каде што цели мала, ромски мала, беа попишувани точно на последниот ден. Во Топана, во Скопје, одредено ромско големо мало, беше попишувано точно последниот ден, односно 30. Дали имате сознание дека некои лица не беа воопшто попишани? Да, се пријавуваа луѓе кај нас. И истото го посочивме. Каде што одговорот на Државниот завод за статистика беше дека ќе ги вмрежат податоците. Океј, тогаш моето прашање е, ако ги вмрежуваат податоците, како го вмрежуваат етничкиот контекст? Нели е чувство? Нели денес можам да бидам тоа што сакам, утре можам тоа да бидам што сакам? Значи како ќе го вмрежите вие етничкиот контекст во овој случај? Не тоа не ми е јасно. Пробав да го прашам, не најдов на одговор. Значи, окей, разбирам, сите агенции, Фондот за здравство, Агенција за обработување, сите агенции да се стават во една датабаза, знам со сигурност, затоа што, нели, и мојата природа тоа го работи, знам дека можат да се вмрежат податоци. Но зборуваме за чувство. Чувство за припадност, кое што никој не може да ви го наложи и ако имате слобода, можете да бидете тоа што сакате. А државата, барем на хартија, тоа го гарантира.
Така. Кои се перспективите за 2022? Ете, рековте дека очекувате над 100.000 да се попишат. Што ако таа бројка испадне многу помала и кои се вашите препораки? Вака, најпрво, ако коментирам врз основа на начинот на кој што се спроведе пописот е дефинитивно некредибилен. Тоа можам да го изјавам на било кое место, во било кое време, затоа што примерите кои што ги имаме покажуваат дека навистина се злоупотреби овој циклус, односно процесот на попишување. Што ако се помалку од 100.000? Маргината на грешка секогаш постои. Сакам да верувам дека во 2022, односно нели според најавите во март 2022 ќе имаме прво гледање на резултатите, односно ќе знаеме какви се резултатите. Она што е став на Аваја е дека невозможно, буквално невозможно е да сме помалку од 80.000. Маргина на грешка, значи ако јас тврдам дека сме 100.000, маргина на грешка, јас сум погрешил или некој во тимот погрешил, маргината на грешка покажува дека најминимално што може да биде е 80.000. Зошто? Затоа што фертилитетот, промилите на наталитет на сите заедници во оваа држава, значи неприкосновен факт е дека ромите покрај албанците имаат најголем наталитет. Зборуваме од 2002 до 2021. Земени се сите податоци со кои што располага и Државниот завод за статистика и неофицијални бројки. Факт е дека според тие бројки, ако сме реални, ако сакаме навистина сликата да ја покажеме на јавноста дека процесот бил кредибилен, не е возможно да има помалку од 80.000 роми, затоа што фактите сами говорат дека фертилноста на ромската етничка заедница е прва во споредба со сите останати етнички заедници кои живеат во државата. Тоа беше Суад Скендери од Ромалитик, односно дел од иницијативата Аваја, која што учествуваше и беше дел од процесот на попис. Исто така поканети беа и турската етничка заедница, представници од турската етничка заедница, но поради денот на турската азбука не беа во можност да присуствуваат. Воедно во мое лично име, во име на организацијата им го честитаме денот на турската азбука. На вас, драги гледачи, ви благодарам што бевте дел од оваа панел дискусија. Останете со Цивил и следете што се објавува. Коментирајте, споделувајте, критикувајте на крајот денот за да бидеме подобро општество, односно да биде едно општество за сите. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.